тамо 30 и неколку години. Предавав книжевност полска, во која што уште на времето пред 30 години моите студенти слушаа дека во Грција до минатиот век се зборуваше словенски, потенцирано македонскиот, и тој е нашиот диалект. За разлика, да речеме, од српскиот, од бугарскиот, од рускиот и така натаму. Тие пред 2 недели ми пуштија со голема радост, ја прифатив твојата тема, и кога отидов јас, бидејќи требаше да дојдем кај вас, тука да ми кажат која ќе читам, ми викат дека некој од комисијата побара да даете образложение. И ја реков на деканката, какво образложение? 4 книги издадов. Од тоа по-добро образложение може ли да биде? Не дават. Уште продолжуват да слушат што вели Белград, односно Белградската академија на науките, да не ја наречам српска, бидејќи не сите срби така мислат. Во Србија последно време се издадоа 2 прекрасни книги. Едната е од генералот Домазетовиќ, почетокот на историјата, другата е од авторот, младиот, не тој што ја напиша генерал Маркос, а Клјачич, видите, младиот Клјачич, кој создава своја архива, така, и ги разобличува, ги прави партал овие белградските академици, затоа што тие си ги гледат само интересите. Ако не ни дадете пари, ние ќе ги признаеме објавените 1906 и 1908 година пронајдоци во Винча. А што значи Винча? Видите, Винча. Винден или славен на германски е синоним. Од тие винди германски до денес живи имаме околу 180-200 илјади во Будишин, во Источна Германија. И летото ми звони мене една германка, професорка. Професоре Белчев, таа и таа сум, имам намера да дојдам годинава во Охрид, така, и не можете да се представите колку не израдвавте. Нас не викаат лужички срби, а ние не се викаме така. Ние меѓу нас се викаме Винден. И се разбира во мојата тетралогија, јас ја разработувам и таа цела топонимија, што викат некој дека тие се случајни работи. Нема ништо случајно во животот. Особено лингвистиката отиде толку далеко. Ако знаеа грците дека така ќе се развие лингвистиката и дека ќе може да замени и историјата, и археологијата, и полно други науки, така, кои се занимаваат со оваа област. Значи, видите, и втората наша цивилизација даде многу на светот, но за жал и таа е украдена, изграбена. Третата цивилизација и таа е на некој начин украдена. Тоа е цивилизацијата на Свети Кирил и Методи, така, најнова, солунскиот дијалект стана прасловенски јазик и до 18 век или до времето на Петар Велики во Русија се изучуваше како црковен и истовремено литературен јазик. Ете, се најдоа тука, не сакам да ги споменувам и да ги навредувам, од нив има и некои мртви, што имат големи заслуги за нашата земја, но ги оставија со нив да се фалат бугарите, србите, а ние го прифативме Вук Караджич. Јас на своето време него го викав Овчар.
Зошто? Затоа што читај како што пишуваш, пишувај како што читаш. Добро, ама пред тоа ние имавме големи цивилизации, ние имаме голема писмена култура, ние имаме знаци кои датираат пред 8000 години и кои совпаѓаат со тие во Крит, кои совпаѓаат со тие во Пелопонес. А на тие плочки ништо друго не е прочитано освен Дзеус, Атина, Афродита, Посейдон, ништо друго. Чекај бе, батко, сите тие работи се наши, не се ваши. Сите тие гнездото имија во Македонија. Што дека си дошол ти вчера си ја окупирал оваа земја, си ја зел цивилизацијата, така во ова. И сакаш да станеш наследник, како што викаат денес шиптарите, дека ние сме Илири, Илирида. А Илири се тоа што и венетите, тоа што и антите, така, племе кое со многу подробности, многу аналитички го прави тоа еден генерал, од војнички аспект се разбира, тоа е генералот Домазетовиќ, црногорец, но живее во Белград, тргна да ме бара кога чул за мојата теторологија, но се нашол во средина, што не ме сака мене, и не ме го пуштија, така, не се сретнав со него. Истото нешто беше и со предходниот. Старост. Да. Да, ово беше го споменат. Клякич. Да. Истото нешто. Така. Преко една моја студентка од историја, вика, сакам без друго да ми ги најдеш книгите на професор Белчев и ми ја праќа неговата книга, така. Ми идат од Србија два-тројца заинтересирани да ги преведат на српски овие книги. Ние ќе сториме тоа, ќе сториме ова, еви изминаа 5-6 години, ништо не стори. Така, сега имам големи надежди на еден од Австралија, вика, јас во Јапонија ќе одам, но ќе ги преведам на англиски јазик. Ова, вистина, треба да ја знае светот. Како што гледате само... И јас сакам да ви кажам за третата цивилизација, така, таа е голема, исто така, христијанска цивилизација, така, им одговора на луѓето кои што поделија и владеат со нас, така, но што да му време, ете, судбината, од судбина не се бега. Да. Ако имате прашања, повелајте, јас сум готов, само имам да ви кажам уште една, може некој ќе изразбам, може некој теорија. Јас освен оваа теорија, што изградив, а за мене не е само теорија, тоа е жива, чиста вистина, така, го посветив животот, реков, практички ќе ја расчистам и целата митологија. И јас тоа го сторив. Ги изфрлив на доврзоците на римјаните, ги изфрлив на доврзоците на грците, со некои цртежи на стакла, на не знам што, со некои изопачување на имињата и на ова, и во 6 тома ја одредив целата наша древно-македонска, предисториска древно-македонска митологија. Од палеолитот, мезолитот, неолитот, бронзата и железото. Се е тамо од А до Ш наше македонско. Јас тоа го поврзувам со ономастиката на боговите. Не може да е случаен еден Крит. До денес во чешкиот јазик, за време на војната, и во озбуните викат до Криту. Тоа значи, криете се во
во